Се наоѓаме на завршницата на два проекти кои би рекол со успех ги правиме веќе 5-та година поред. Фудбал во училишта со наслов Фудбал сега, фудбал на секаде, училишен фудбал за девојчиња, нешто што почна минатата година, годинава продолжи надградено и подобрено. Како што може да видите, имаме учество на речиси 7000 дечиња во текот на целата година. Во едниот проект беа вклучени повеќе од 5000 деца кои тренираа, се дружаа, играа фудбал на неделна основа во повеќе од 30 општини во државата, додека во проектот фудбал училишен фудбал за девојчиња имавме учество на 28 училишта и најдобрите ги имаме денеска на оваа завршница. Среќни сме што очигледно правиме добра работа, препознаена е од УЕФ-от, чија поддршка нели имаме за реализацијата, така што се надеваме само дека ќе продолжи уште подобро, да биде уште помасовно и дека на некој начин ќе им го покажеме вистинскиот пат на сите овие дечиња еден ден да стигнат во вистинскиот фудбал и да продолжат со тренирање на редовна основа. Најпрво да ги поздравам Фудбалска федерација на Македонија, нели проектите на училишен спорт. Ние како училиште прв пат учествуваме во ова манифестација, нели. Го освоивме второто место, ние сме откочени од Никола Карев и чест и задоволство ни е да учествуваме и многу пати на овие проекти и дај Боже да продолжат и понатаму во иднина. Јас сум Никола Џорлев, координатор во проектот фудбал во училиштата и како координатор во општина Струмица. Проектот се одвива веќе 5 години и за сега е добар. Децата од мали нозе се запознаваат со фудбалот и за прв пат некои се среќаваат со оваа игра и на еден начин ги им овозможуваме подобро да го запознаат фудбалот и да бидат вклучени во него. Да напоменеме дека во текот на цела година, значи и во првото полугодие и во второто полугодие, 76 општини беа вклучени, каде што од тие 76 општини имаше 76 училишта со возрастна категорија од второ и трето оделение, една група и една група од четврто и пето оделение. Севкупно значи беа офатени отприлика околу 5000 ученици, од кои што задолжително беше 20% да бидат девојчиња или од тие 5000 околу 1000 ученички имаше офатено во овој проект. Сите работеа значи во едначена програма со строго зададени цели за реализација. Проектот фудбал во училиште за девојчиња во категорија 4 и 5 оделение офаќа 28 училишта од нашата држава и 20 женски фудбалски клубови кои гравитираат во близина на тие училишта. Вкупниот број на девојчиња кои се вклучени во проектот е 550 ученички. Истите во текот на учебната година, значи по 2 пати во неделата организирани тренинзи од страна на наставниците, учат вештини од фудбалот, се дружат, се забавуваат.
Јас сум Давид Пантев од Струмица во школото Сандо Масев. И денеска си поминав многу добро и запознав многу добри другарчиња. Ние целата година трениравме, игравме утакмици и за цела година сум многу задоволен што го имаме нашиот тренер и добриот тренер не учи многу нови работи и нешто за да успееме во работата што го играеме. Тоа е фудбалот. Здраво, јас се викам Симона Миланова, дојдена сум од градот Велес и учам во школата Васил Главинов. Овој ми е последен надпревар фудбал и многу сум среќна што присуствувам тука. Здраво, јас се викам Ангела Георгиева, доаѓам од Велес и учам во основното училиште Васил Главинов. Фудбал е убав спорт за децата да се развиваат и среќна сум што присуствувам во вакво нешто. Секое дете е убаво нешто да тренира, убав е фудбалот да се тренира, така децата создаваат повише пријателство, другарување.